Секоја среда во 9 часот со доктор Крсте Маљановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија. Добар ви ден и добре дојдовте на брановите на Радио Слободна Македонија. Започнува емисијата Живот заедно со доктор Крсте Маљановски, советник на председателот на Владата за труд и социјална политика. Добар ви ден и добре дојдовте. Добар ден. Денеска ќе позборуваме за една многу интересна тема, бракоразводи. Куси бракови, брзи разводи во Македонија. И знаете како велат, подобро добар развод отколку лош брак. Какви се статистиките? За жал така е. За жал е така е, меѓутоа и тоа е дел од животот и нормално е да во некои бракови каде што станува неподносливо да се живее, да брачни партнери одлучуваат да се разведат. И тоа е добра работа. Какви се статистиките? Статистиките бележат благ пад на склучени бракови и благ пораст на разводи. Навистина, еве сега ќе ги презентирам. Така, 2012 година имаме 13.991 склучен брак, а 1926 разводи. 2013 13.982 склучени бракови, 2045 разводи и 2014 за кои ги имаме податоците се 13.813 склучени бракови и 2210 разводи. Од овие бројки можеме да видиме дека да, навистина е благ порастот, околу 1-1,5% на разводи и благ пат на склучени бракови. Интересен е фактот дека кои се брачните партнери, односно возраста на брачните партнери при исклучувањето на брак. Така за 2014 година просечна возраст на женската сопругата е 26 години, додека на младоженецот е 28,8, отпрека 29 години, значи старост. Кај разводите малку е прогресира бројката, така да кај сопругата е на возраст од прилика 30 до 34 години, додека сопругот е на возраст од 36 до 39 години. Нормално град со најголем број на разводи е Скопје, каде што во основа отпаѓаат од прилика околу 60% од вкупниот број на разводи, помеѓу 800 и 1000 годишно, значи во Скопје се разведуваат браковите. Каков е односот на бракоразводите со децата од оние кои немаат деца? Така. Отприлика 70% од вкупниот број на бракоразводи потпаѓаат каде што има деца, а тоа зборува дека бракоразводите се случуваат во релативно млади години, односно буквално на почетокот на заедничкиот живот на брачните партнери. Зошто ни е интересен овој факт? Заради тоа што една е постапката за разводи кога брачните партнери имаат деца над 18 години или немаат деца, а друга е постапката при кога имаат собствени деца на возраст под 18 годишна возраст. Кои се и доминантните причини за да се поведе бракоразводна парница? Во основа нема една причина. Една заради која би бил доведен во прашање обстанокот на бракот. Значи, мора да постојат повеќе причини. Можеби на слушателите ќе очекуваат дека неверството е можда главната причина за развод, меѓутоа не е тоа. Тоа во основа секој развод е различен. И мора да има повеќе фактори за да брачните партнери се разведат. Лошо е во целата ситуација што разводот значи и проблеми. Во него најчесто има семејно насилство од најразлични видови и во кое дефинитивно најголема товар, односно најголема штета им се предизвикува на децата.
Кога зборуваме за причините, сигурно е дека економскиот статус на семејството е една од главните причини. Живењето во заедница со другите генерации од семејството, значи со родителите на едниот или другиот партнер. Понатаму консумирањето на опојни средства, алкохол, дрога и така натака. И во поново време е забележително е феноменот на кладилниците, каде што навистина е сериозен, кој доведува до тоа да голем број, најчесто во над 95% случаи, се машките кои ги посетуваат кладилниците, кои се надеваат на брза добивка и кои голем дел од средствата од семениот буџет го посветуваат таму, така да се доведува во прашање екзистенцијата, односно функционирањето, нормалното функционирање на семејството. Веројатно е голем број од причините од овие што се ги наброја се сконцентрирани на едно место. Меѓутоа има изузетоци. Ево, пракса ќе ви кажам дека еден брак беше разведен во релативно експресно после раѓањето на дете, односно недоразбирањето околу името на дете. Тоа што е еден, буквално не кажам апсурд, заради тоа што навистина од едната страна, од страна на мажот се даваше едно име, од другата страна се даваше друго име, кога Центарот за социјално одлучи да се даде трето име и тоа не се сложија и на крај дојде до раскид на брачната заедница. Да. И кои се надлижните судови за бракоразводите? Каде да се обратат? Да, тоа се граѓанските судови. Јас во основа сега може би е малку пропаганда за разводите, меѓутоа тоа е тоа, дел од животот е. Значи имаме спогодбени предлози за разводи на брак и брак по тужбено барање. Што се разликува? Во основа се слични, меѓутоа кога има спогодбен предлог за развод на брак, тогаш брачните партнери спогодбено се договараат да се разведат и таксата релативно може би ги интересира слушателите е помала од тужбеното барање. Како што реков, тоа се граѓанските судови, каде што се поднесуваат бракоразводните документи. Релативно едноставна е постапката, меѓутоа понатамошниот тек на настаните што се случуваат може би многу да ги искомуницираат, заради тоа што се вклучуваат и други институции од системот, кои што ја доработуваат, односно со своите експертски тимови ги ја доработуваат целата постапка. И целата постапка вистина брзо трае, 5 до 6 месеци. Споредбено со европските отприлика така е. Меѓутоа реално постојат можности да се одуговлечи целата работа ако стручните лица кои работат во центрите за социјална работа или надлежниот судија постои, значи, има осет дека некои работи може да се санираат во брачната заедница, заради тоа што има една фаза во целата постапка каде што е тоа е така наречено обид за помирување. И ако стручните лица осетат дека постои реална можност, например, да тој брак се спаси, не по секоја цена нормално, ни туку ако постојат некои различни карактерни особини кои може да се надминат. Како, например, да тоа младо семејство се оддели од родителите, за кои се мисли дека се главната причина, да почнат самостојно да живеат, тогаш навистина постои можност за пролонгирање на целата ситуација, односно на поставката пред суд, заради тоа што бракоразводот е едно од најтравматичните настани во животот на човекот, дефинитивно, заради голем денот факти. Постапката не може само да се заврши со разводот. Заради тоа што постои реална можност за да се поведе и граѓанска постапка во однос на имотот што е створен во бракот и оној што е донесен во семејството. Така да, ако бракоразводот се разведе кај еден суд, другиот дел на постапката се води пред друг, кој може да трае на вистина долго и кој е многу, многу травматичен. Тука се докажува собственоста, вложувањето на материјални средства во бракот, чиво е, кој е и така натака и така. Го споменавте Центарот за социјална работа. Која е функцијата? Да, многу важна, многу битна и многу тешка. Зошто го велам ова? Заради тоа што
Во случај на бракоразвод каде што има малолетни деца, дефинитивно судот се обраќа со писмено барање до Центарот за социјална работа, каде што во кое писмено барање значи стои првиот дел, односно првиот став е обид за помирување, а вториот став е каде да бидат доверени малолетните деца. Во Република Македонија само сакам да поменам дека во најголем дел на центрите за социјална работа на територијата на Република Македонија постојат предбрачни и брачни советувалишта, каде што граѓаните анонимно може да се обратат пред да го направат овој значи многу сериозен чекор. Во центарот постојат лица, односно искусни педагози, психолози, социјални работници, правници кои може да помогнат во надминувањето на тие кризни состојби во животот на луѓето. Што се случува? Значи, после писменото барање од страна на судот, Центарот за социјална работа ги повикува брачните партнери и значи на првата заедничка дружење, средба, се обидуваат на секој начин да го спасат бракот ако некои проблеми може да се надминат или некои карактерни особини може да се променат. Во случај да не може, значи не по секоја цена да се помират, па после пак да стане пекол во семејството, тогаш се случува, тогаш почнува постапката за доверување на децата. Кога децата, ако брачните партнери склучиле договор, односно имаат спогодба каде да припаднат децата, тогаш центарот едноставно од формален аспект само го известува судот дека брачните партнери се договорија каде да бидат децата, каде да престојуваат и тука се завршува тој дел, само тој дел на постапката. Но во отприлика 20% случаи нема договор. Значи ги бараат и едната страна и другата страна во брачни децата, така да тогаш почнува со стручна и методолошка работа со децата. Многу травматично, заради тоа што децата огромна е веројатност дека се инволвирани во разводот, ги следеле караниците и некои други работи што се случувале во семејството и сега ќе одат во некоја институција каде што ќе треба да се види нивната психичка состојба, односно желбата кај кој од родителите да бидат доверени. Велам доверени, заради тоа што не се губи родителското право, другиот родител од кај што некај што нема да престојуваат децата ги има буквално скоро сите права за понатамошниот живот на децата, одговорен родител, стои во изводот матична книга на родините и сите обврски му паѓаат и на него. После, што се работи со децата? Децата се тестираат најчесто, се прашуваат во однос на живеењето со родителите, меѓутоа никогаш директно не се прашуваат кај кој од родителите би сакале да престојуваат. Тоа е едно навистина тешко прашање и во стручно методолошката работа, да не кажам забрането прашање, заради тоа што било кого да се праша, кој било нас да не праша, кај кој би сакале да престојуваме, кај татко или мајка, веројатно нема да се одлучиме. Завршувањето, значи тестирање од најразлични батерии на тестови, каде што на крајот се донесува стручниот им донесува заклучок кај кој од родителите би требало да бидат доверени децата. Да, освен центрите за социјална работа, ќе позборуваме малку и за институтот решение за видување, но после кусата пауза. Секоја среда во 9 часот со доктор Крсте Маљановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија. Да, продолжуваме со емисијата Живот со доктор Крсте Маљановски. Споменавме решение за видување. Што значи овој институт? Тоа е можеби најпроблематичната работа што стои во бракоразводот, во оној дел на случаи каде што брачните партнери не се договараат, али постои можност и да се и договорени, па да видувањето со родителот кај што не се сместени, односно кај што не се дадени децата, е проблематично. И многу често се случува од најразлични причини децата не се даваат. Кој е образложението? Образложението е дека не плаќа алиментација, дека не сакаат децата да одат тамо, дека тамо нема што да прават, кај другиот родител, кој најчесто е од машки пол, односно таткото,
или дека не ги враќа на време, или дека е со друга, па децата се со друга некоја особа со која евентуално брачниот партнер соживел, и така натака, и така натака. Во случај Центарот за социјална работа да има сознание дека брачните партнери се договорили дека може да функционираат и понатака, заради тоа што видувањето со другиот родител е задолжително. Дефинитивно. Другиот родител сака, нормално е да се ги гледа своите деца, иако бракот е разведен. Јас сакам да напоменам уште еден феномен кој во оваа ситуација апсолутно недозволително е од било кој аспект, и од стручен, и од практичен аспект, да децата се делат. Ако бракоразводот се поделува, бракоразводот стои дека се разделени брачните партнери, тогаш децата не би смеело, апсолутно не би смеело да се поделат, и покрај фактот дека постојат родители кои тоа го прават. Постои единствен случај, ако децата биле многу долго физички разделени, тогаш да и центарот се сложи. Меѓутоа, во основа, значи, не смееме да ги делиме децата. Тоа се братчиња, сестрички, шовите деца, кои би требало да живеат заедно. Што се случува со решенијата кога брачните партнери не може да се договорат? Тогаш Центарот за социјална работа донесува решение во кое се регулираат видувањата во зависност од возраста на децата, нивните потреби и нивните можности. Значи, нормално е брачниот партнер кај кој не се доверени децата да плаќа алиментација, а родителот кој што ги има децата да овозможи видување во врска со овој развод. Овие видувања во основа, да кажеме, отприлика 15% се функционираат со решение кога се. Меѓутоа има 5% отприлика од видувањата кои се навистина проблематични, кои се влечат можеби со години во центрите за социјална работа, кои создаваат дополнителни трауми на децата, заради тоа што децата, да кажам малку вулгарно, се трујат со негативности за спротивниот родител, со најразлични методи, најчесто психолошки, за да не оди или да избегнува да оди кај родителот, кај што не се доверени. И тука треба да стапува судот, кој што има правни механизми кои би можело исто така да го регулира ова. Има тенденција од група на една невладена организација која упорно настојува да старателството биде поделено. Што значи тоа? Јас во основа само и многу едноставно ќе го објаснам. Значи, да децата 15 на дена престојуваат кај едниот родител, а 15 дена кај другиот родител. Ние го познаваме овој модел, меѓутоа мислиме дека состојбите во нашата држава, обкружувањето па и пошироко во Европа, овој не е прифатен. Имаше вакви модели на однесување во Америка, меѓутоа многу се причините против да се воведе таков модел, отколку што се за. Во Америка на следниот начин функционираше. Значи се одбираше една заедничка куќа во која перманентно престојуваат децата, додека родителите, значи на 15 дена ги живеат со нив. 15 дена едниот, 15 дена другиот. Значи не одат кај едниот родител па да променуваат. Тоа е многу проблематично во основа кај нас. Што би значило тоа? Илустративно ќе кажам. Во Скопје, ако едниот од родителите живее во Ѓорче Петров, а другиот на аеродром, тоа значи дека 15 дена би требало да престојуваат во Ѓорче Петров, 15 дена на аеродром. И да посетуваат градинки, тие се врзани или да одат во школа, да менуваат средина, да менуваат своја соба, да менуваат другарчиња или градинка или сето тоа, што навистина е проблематично. Според ова, доктора, најголемите губитници се децата. Апсолутно. Знаете, бракоразводот во хиерархијата на трауми се смета втор по интензитет после смртта на своја дете. И децата најповеќе трпат. Прво, децата дефинитивно не го сакаат разводот. Заради тоа што мислат дека го губат другиот родител.
Второ, децата во овие постапки многу често се под ужасен притисок. Се зборува се најлошо за другиот родител, заради тоа што нема методи и механизми тоа да се спречи. И децата служат за најразлични уцени, закани, не ти го давам детето заради тоа и тоа, или не ти го, нема да го добиеш, а методите се од измислување на болести до негово максимално ангажирање во слободното време. Да, треба да привршуваме. Дали постои рецепт за среќен брак? Нема, секој брак е различен. Рецепт е љубовта. Љубовта, довербата, поверението, надминување на проблемите, создавање на компромиси во животот, заради тоа што животот е компромис. Неслагањето на карактерите би требало да дојде до промена на личноста. Ние не смееме да се забарикадираме во чаурата на нашето семејство или како што живееле нашите, а да не се променуваме. Значи, постои реално, рецептот е реални промени и живење и градење во рамки на брачната заедница. Тоа е нова средина, многу комплицирана и покрај фактот дека изгледа дека едноставно, меѓутоа животот во брак е дефинитивно многу комплициран. Ви благодарам за денешното гостување во Радио Слободна Македонија. Се гледам идната среда, точно во 9 часот на друга тема да разговараме. Трговско радиодифузно друштво, Радио Слободна Македонија, уредник и водител Ана Тодевска, техничка реализација Владимир Дамјановски. Датум на емитување 27 април 2016 година, продукција Радио Слободна Македонија. Секоја среда во 9 часот со доктор Крсте Маљановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија.